Благодарам, почитуван господине Џафери. Просто е зачудувачки како премиерот кој што глуми дека сака да биде транспарентен и да одговори на сите прашања, не одговара на јасно и конкретно поставени прашања. Имаше пресконференција господинот премиер Заев, на која што кажа дека бил жртва на измама и дека двајца руски хакери, пренкери, комичари или можеби агенти го уловиле на телефон 9 месеци и разговарале, му се представувале како лажниот председател Порошенко. Јавноста забележа дека доколку се водел уреден записник за тој разговор и доколку тој записник потоа како меѓудржавна комуникација бил споделен со Министерството за надворешни работи, преку нашата амбасада во Украина ќе можело рано после тоа да се утврди дека се работи за измама. Во својата пресконференција премиерот Заев кажа дека таков записник се водел за првиот разговор во август минатата година со лажниот председател на Украина Порошенко. Прашањето мое беше дали како напратеник според правото од деловникот на собранието и согласно законот за слободен пристап за информации ќе бидете транспарентен да ни доставите копија од тој записник за остварениот разговор. Во одговорот господинот премиер Заев ни доставува транскрипт од неговата пресконференција. Тоа значи дека господинот Заев лаже дека постои записник за првиот разговор каде што двајца руски комичари или агенти му се представуваат како лажниот украински председател Порошенко, со кој што тој има комуникација 9-10 месеци, без за тоа да знае Министерството за надворешни работи, ниту да знае македонската амбасада во Украина. Господине Заев, со ваквото однесување, вие станувате извор на лажни вести, а ги деградирате нашите дипломати начело со министерот Димитров. Немам дополнително прашање и не сум задоволен од одговорот. Благодарам.